Влада која ќе ја спроведува тиранската платформа направена и оформена во друга држава не може да биде реформска, туку е антидржавна. Влада која ќе работи по програма која не ја одобриле граѓаните на избори е влада без легитимитет, вели председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во коментар на социјалните мрежи. Груевски во Facebook статус додава дека фактот што и покрај тоа што ВМРО ДПМН нуди поддршка на Заев со своите 51 пратеник, само СДСМ да се откаже од платформата и фактот што тој упорно не го прави тоа, покажува дека сценариото е многу сериозно, а влогот многу поголем. СДСМ е заложник на платформата, а државата уценета, предупредува Груевски. Наспроти ова, улиците на градовите се преполни со народ кој протестира и изразува незадоволство, што јасно укажува дека ваквите политика на СДСМ се осудени на неуспех. Недозволиво е за најклучните прашања во оваа држава, поврзани со незините суштински обележја, да не се праша народот и да се носат одлуки кои се предмет на неколкумина кои прават меѓупартиски договор, а не базирани на изборна програма одобрена од граѓаните на избори. Тоа се вика изборна измама. Доколку се оди по логиката на СДСМ, тогаш се губи суштината на одржување на избори. Ако може една или повеќе партии да носат суштински одлуки без да се прашаат граѓаните и ако мнозинството на македонци се испратат во опозиција со цел спроведување на таа изборна измама, тогаш демократијата се укинува. И тоа токму од оние чија главна реторика во последните 10 години е слобода и демократија. Лидерот на ВМРО ДПМН уште еднаш посочува дека единствениот реален и логичен излез од целокупната политичка криза се брзи избори, кои значат сигурно решение за излез од кризата. Осуда за така наречената тиранска платформа како и почитување на Уставот на Македонија и меѓународното право. Преку писмо до еврокомесарот Јоханес Хан побара и универзитетската професорка Тања Каракамишева Јовановска. Ако навистина сакате да се почитува Уставот на Република Македонија, но и меѓународното право, тогаш најдно што треба да се направи е да се осуди и да се тргне тиранската платформа од политичката сцена во државата. Токму оваа платформа најдиректно го повредува Уставот на државата. Како спротивна на Уставот, тиранската платформа не смее и натаму да постои, ниту смее да произведува какви било правни действија. Вие, господине Хан, се додека не ја осудите и отфрлите оваа платформа, немате право да зборувате за почитување на Уставот на Република Македонија. Вие, господине Хан, додека не ја отфрлите тиранската платформа, немате кредибилитет да зборувате за обврската на граѓаните да го почитуваат новото парламентарно мнозинство, бидејќи и самиот сте свесен дека со отфрлањето на платформата и новото парламентарно мнозинство нема повеќе да постои. Постојното парламентарно мнозинство е тука поради барањата содржани во тиранската платформа. Кога истата ќе биде депласирана и тргната настрана и мнозинството ќе добие сосема поинаква содржина. Каракамишева во писмото до еврокомесарот посочува и дека странските држави и нивните политички лидери не смеат да се вмешуваат ниту да интервенираат во прашање од внатрешен карактер на една суверена држава каква што е Република Македонија и дека секоја форма на вмешување представува закана по интегритетот и независноста на државата. Професорката предупредува дека тиранската платформа може да создаде хаос од поголеми размери во регионот.